Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што умам секогаш да кажам, демократски импулс, подкаст за народот. Денеска ми е особена чест што имаме на гости, би кажал, народски кажано еден летач, еден пилот, Јане Стефанов. Добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Ке говориме за летањето. Благодарам што ме поканивте. Тоа е една моја омилена тема, летањето во сите форми, односно со сите средства, од авиони, па до брани, параглайдери и се што може да лета, па макар и метла. Ти си пробал, бога ми, буквално се за летање освен метла, како што спомна. Уште не си вештарка. Да се нашалим. Имам лиценци за падобранство, инструктор сум по падобранство, имам лиценца за летање параглайдери, значи пилот на параглайдер, пилот на ултралесни авиони и толку само од летањето. Другите лиценци што си ги имам се во делот на нуркањето и во делот на спортско качување. И во делот на скијањето. И имам поише лиценци, така да. Браво. Можем повеќе работи да правам. Но ако можем да заприметам, вака е уште од старт, некако се по адреналински спортови те врзува, не те едноставно пример шах игра. Него адреналин мора да Играм и шах, немам проблем со шах, немам проблем со ниеден спорт, затоа што верувам дека спортот е многу битен во развојот на човекот, особено кај децата. И во моето семејство секогаш бил спортот застапен. Така и на моите деца ги насочувам дека може се да сакаат било кој спорт, само мора да има спорт, додека, нели, школата и сите тие работи мора да се занимаваат и со спорт, бидејќи мислам дека спортот е решение за сите оние модерни болести што ги има едно општество како што се интернетот, телевизиите, веќе децава и не гледаат телевизија, ама тие TikTok канали за социјализација, TikTok, Instagram и така натаму. Колку сметаш дека, например, спортот го обликува карактер на едно дете? Спортот учи на фер игра. Спортот учи на тоа дека треба да работиш за да постигнеш. Спортот учи да имаш кон другите внимание и да можеш да се синхронизираш со другите во таа игра. Значи, спортската игра учи на животни вештини. Така да децата што се занимаваат со спорт или децата што растат во клубови имаат поинаков начин на размислување кон животот. И затоа ја верувам дека баш спортот и клубовите, особено клубовите кај што они ги учат релациите меѓу себе, се основа за понатаму во животот да може да работат. Јане, кажи ми, би сакал, ова беше како една увертира, нормално да започнеме со кој е всушност Јане. Сум гледал доста твои интервјуа, но новинарите обично знаеш како се занимава со летањето и само со тоа, обично не ни трае прилог од нешто 20 минути од прилика. Ја би сакал да те опфатиме на широко. Кој е всушност Јане, кога почна прв пат да се занимава со летање, што беше првото нешто што прво? Тешко. Тоа е многу тешко прашање сам себе да се опишеш, меѓутоа потекнувам од нормална фамилија, мајка, татко гимнастичар, мајка ракометар. Спортско семејство, спортска фамилија. Да, ке беше многу чудно ако свирев некој инструмент, нели? Во животов сум растел со спорт,
единствен спорт кој мајката ми го забрани е боксот и бидејќи не сакаше да ме тепаат во рингот. И тогаш јас реков добро нема да идам на бокс, идам на падобранство и он рече оди на падобранство, не е проблем. И така љубовта спрема падобранството таму на 16 години кога сум бил, всушност е љубов спрема една девојка кога тогаш ја имав и таа идеше на падобранство и некако јас видов дека може тоа да се скока во Македонија, тогаш го открив тој нов свет на воздухопловството. И се зачлени во клубот и успеав уште првата година да скокнам, бидејќи во тоа време Аероклуб Скопје, да. Во тоа време од 75 луѓе кои беа во мојата генерација, таа далечната 91 година, само 20 луѓе скокна. Значи имаше голема конкуренција во тоа се имаше. Стојанче бил меѓу нив, Стојанче, нешто нашиот Стојанче Ангелов збореше дека има многу пати скокано со падобран, па останал ако нема некој друг клуб. Верувам дека има во војска можеби нешто скокано, они беа во специјални единици. Таа скокањето во војска е еден нов свет, една друга димензија во која не сум учествувал и не сакам да учествувам, тие се војска. Падобранството е исто, но различно е кога скокаш по наредба и кога скокаш од љубов. Во војска се скока по наредба. А кога ќе дојдеш во клубот, скокаш од љубов спрема скокањето, спрема падобранството. Сега бидејќи јас имам повеќе спортови со кои се занимавам и воздухопловни и други спортови, ти професионално се занимаваш? Професионално се занимавам со падобранството. И јас секогаш кога ќе ме прашаат што си ти, јас викам дека сум падобранец. Затоа што тоа е нешто што во кое најмногу уживам и тоа е нешто што ќе го изберам преку сите други спортови. Иако си и пилот. Да, ако ми речете еве сега денеска ќе леташ, сакаш да леташ или да скокаш, јас ќе отидам да скокам у секој момент. Повеќе би скокал отколку што би летал. Сите како до јас станав на 16 години падобранец бидејќи го сакав тоа, скокавме, почнавме да надпреваруваме, ми се јави простор да можам да полагам за параглайдер. Положив и за параглайдер, понатаму ми се јави простор да можам да летам со авион и ја положив и таа лиценца, значи тоа е едно во друго поминуваше, иако пак ќе кажам летањето е значи се лета на исти принцип. Принципот на крило е ист, физиката е иста и за падобран, и за авион, и за параглайдер, и за делтаплан, и за било кој, освен за балон, и за било кој друг воздухопловни. Сум летал и сум скокал од балон. А летањето на балон во Македонија има само еден балон. Така да, од Рачево. Да. Колку што знам. Еден банолар. Балон. А зашто е тоа така? Тоа тешко е, толку многу, скапо е, што има само еден? Мислам дека е скапо. Не знам точно, не сум ги анализирал нивните. Има еден клуб, еден човек за балони, да. Клуб човек. Клуб човек, не, има и неговите деца и жената и сите таму, сега не е. Ама добро. И тој си го лета балонот со уживање и мислам дека за себе си функционира одлично. Знам дека има иницијативи да привлече и повеќе луѓе кои ќе се занимаваат со тоа. Меѓутоа, знаеш како е во овие воздухопловни спортови, вака однадвор изгледа дека тоа е лесно, дека тоа вака е убаво, романтично, меѓутоа кога ќе ти кажат дојди од 4 саат са бајле за да скокаш, треба малце повеќе сила на волја, нели, да може да станеш во 4 сабајли и да отидеш да правиш скокови, летови со балон или што и да. Значи, овие спортови, воздухопловните спортови си бараат една посебна дисциплина каде што нема навечер да останеш со друштвото во кафич, кафана или и да пиеш алкохол, него ќе си легнеш порано за да може сабајле да бидеш 100% сконцентриран на тоа што го работиш. Точно те подразбирам зашто
кажуваш заради тоа што пред да започнеме наш подкаст правевме муаме дека јас сум соковар, така да и ние кога ловиме на пример со нашите јастреби или соколи у 5 са баре тука е некаде 5 само што ќе се разнени, одиме на лов со нашите птици, така да точно ми е јасно само што ние сме на земја, а вие сте горе. Да, тоа е. Инаку слични сме и ние сакаме да летаме и го сакаме може тоа. да дојдеш на спортскиот аеродром Стенковец, сега гледам има многу препелици, зајчиња и се. Некако оваа година нивниот број е многу голем, дали не ги нема доволно ловџи и не знам што е работава, ама Ќе дојдам на еден лет. да, да видиме таму. Па и ти со нас, малце, доле. да видам како е, да. А добро си летал, например, ја се спомна да не се пие пијан некогаш, мислам, строго е забрането заради... Строго е забрането да леташ под дејство на алкохол и под дејство на психоактивни опојни дроги и така натаму и така натаму. Тоа е, сите спортови се поврзани со едно лекарско уверение кое се вади во воздухопловна медицина и нас редовно не проверуваат за тоа дали користиме недозволени субстанции во животот. Но знаеш како е, кога се занимаваш со спорт како воздухопловството, што е каде што има многу адреналин, мислам дрога не е потребна. И интересно е што баш тоа што се занимаваш со еден спорт што има повеќе адреналин, малце повисоко ниво на ризик, тоа кај што треба твоите постапки да ги размислиш многу пред да ги направиш, тоа што се подготвуваш психофизички за да направиш, ако сето тоа го мигрираш на животот, например нема падобранец кој се срами да пристапи на девојка да разговара. Тоа луѓето најголемиот страф да разговараат со непознати, нема луѓето се многу отворени. Значи јас скокам од авион, сега можам да направам муабет со било кој непознат, независно кој е. Така да сакаш да кажеш начинот на размислување е тера да брзаш, да. Поинаков и нема срам, нема такви, може да си разговараш со секој, немаш блокади во тој дел. Значи јас кажувам секогаш дека падобранството креира нови луѓе. Значи од првиот скок веќе не е ист човекот. Затоа што да се таа средина, летањето, односно скокот не е природен за човекот, него ние мора да се натераме да бидеме во тие услови. Значи не е ист затоа што тој сам себе се убедил да скокне, да излезе од својата комфортна зона, да влезе во авион и да скокне од авионот. За да можеш тоа да го направиш, треба неколку работи. Прво да научиш убаво за тоа што го правиш, бидејќи лудо се да направиш нешто за што не знаеш. Луѓе викаат ајде сега ќе одам, дај ми само ќе повлечам рачката. Не, има цел процес за кој треба да учиш, кој го таложиш во твојата глава. Второ е начинот на учење е да учиш процеси. Тоа значи дека не го гледаш целиот скок како целина, него го гледаш како фази. И секогаш размислуваш до наредната фаза. Сега сум авион, што ми треба, овие 3 работи ми требаат. Сега сум на папуче, што ми требаат, овие 3 работи. Сега сум во слободен пат, што ми требаат, овие 3 работи. Никогаш не размислуваш на земјата, размислуваш во процесот до првата фаза, до втората, до третата и се оптоваруваш само со тие работи што ти се потребни до првата, до втората, до третата фаза. И така немаш наплив да се збуниш, него. И ако можеш тој начин на размислување да го примениш во сите други работи во животот, независно дали е професионално, дали е во фамилија, секогаш да размислуваш до првиот и да не дозволуваш да те обземат чувствата во афект, да ти делува адреналинот, тогаш ако тоа успееш да го направиш и во нормалното живење, тогаш стануваш многу подобар човек. Затоа што не се караш, не си избувлив, бараш решение во секој момент до првата фаза, па после таму бараме ново решение, и не се враќаш во минатото, ако те така, нема враќање во минатото. Затоа велам дека после првиот скок
човекот станува друг, затоа што мора да ги совлада овие вештини за да го направи скокот, а ако успее да ги мигрира и во другиот дел од живењето, тогаш станува многу подобар човек. Ако те сватив на 16 години за прв пат скокна, така и тоа на 16 години тоа е со дозвола од двата твои родители, така? Да. Сега имам некои сознание дека си скокнал со луксузен стан на себе, 92 квадрати. Да, тоа е една шега, Првиот падобран со кој скокнав беше 508 и тоа е падобран, округол падобран со 92 квадрати. Значи толкафе. Сега падобранството е отидено многу понапред, ние и од првиот скок не скокаме со округли падобрани, него скокаме со падобран од типот крило, кои се многу побезбедни, многу полесни за управување, многу полесни за слетување. Така да падобранството сега е на едно многу повисоко ниво. Ја се смеам дека некогаш во некое време во 60-тите, 70-тите, 80-тите години биле вистинските падобранци. Биле морале да бидат многу јаки затоа што ќе направи еден скок и кога ќе се отвори тој падобран, ќе им направи рани по телото и последна недела одмараат од тоа што. Да, такви биле падобраните. И тоа било вистинско скокање затоа што кога ќе лупне на земја тој е многу појако, а денешните падобрани се нема рани по телото. Нема рани по телото, слетувањето може да биде слетувањето е полесно и е помеко и сега зависи колку научил падобранецот, ама слетувањето е помеко. Така да денесно е убаво се, повеќе на задоволство ориентирано отколку на тоа што го правеле некогаш нашите клубски другари во минатото. Но велите не е мерило за успехот скоковите, не се мерило. А што е тогаш мерило за еден падобранец? Можеме ли да дефинираме? Види како е. Ние мислиме дека го бираме спортот. Јас сум го избрал падобранството, всушност некако си мислам дека е обратно. Падобранството ни избрало нас и доказ за таа теза е тоа дека сите падобранци наликуваат еден на друг во нивните желби, во нивните потреби, во тоа што го прават. Така да во нашиот клуб луѓето што скокаат и што се дружат интензивно, бидејќи ние имаме еден поголем круг на луѓе кои секојдневно се дружиме за различни активности, не само за скокањето. Имаме вакво си организираме во наша режија, да речеме, во клубска режија, идеме, се качуваме по карпи, идеме нуркаме, идеме рафтинзи. За да се одржате во форма или не, сакате и други спортови? Затоа што ние убаво и заедно си го правиме. Убавото кога е во клуб е тоа дека што и да одлучиш да правиш, што и сакаш да направиш, што и да ти е интересно, секогаш ќе најдеш барем тројца што ќе речат тоа е одлична идеја. Независно колку е глупа идејата. Значи, тројца ќе речат одлична идеја и ќе почне да размислуваат како да ја извршат таа идеја. Еве сега ние во моментов имаме еден проект ќе го наречеме. Да, може да го. Каде што сакаме да направиме 9 адреналински работи за 24 часа. Го нарековме 24 часа адреналин. И тоа е јас и уште еден пресметани се сатија, не се малце. Па навечер ќе седиме во кафана, така да ќе го користиме само денот. Па на изгреј сонце треба да бидеме во Штип и да полетаме со ултралесен авион Пипистрел до Скопје да слетаме. Во Скопје да го смениме авионот, да ставиме падобрани и да полетаме со друг авион, со Cessna 182, која ќе не однесе над Шар планина, да скокнеме, таму има едно место што е параглайдерски старт, антени го викаат. Ние ќе слетаме со падобраните таму. Тука доле ќе не чекаат нашите пријатели со нашите параглайдери. Ќе влеземе у параглайдери, ќе полетаме со параглайдерите и ќе се обидеме со термичките ветрови, ако бидат добри, да слетаме што е можно поблиску до Гостивар.
независно и поблиску до патот, нели, за да ни биде логистички полесно. Тука ќе не чекаат со мотори, ќе земеме мотори, ќе возиме мотори до Маврово. Во Маврова ќе влеземе во кајаци и ќе го поминеме езерото до Никифорово со кајаци. Таму ќе влеземе у джип, бидејќи тоа теренот таму не е баш најдобар, и од тука ќе отидеме на една друга прекрасна планина, Галичица, кај Охрид. Тука има место за качување на природна карпа. Ќе направиме еден смер, ќе качиме, и кога ќе го качиме смерот, ќе се качиме на точаци. Ќе возиме даунхил низ Галичица до езерото. Кај езерото ќе не чекаат други пријатели со опрема за нуркање. Ќе влеземе во езерото и некој половина час ќе го истражуваме дното на Охридското езеро. Кога ќе јадете, бе? После тоа Има ли јадење? има време кога па и еден ден и да не јадеш не е ништо. Јас имам повеќе килограми И после тоа со супови, веќе тука некаде би било зајдисонце, со суп даска ќе весламе кон Охрид и така некако би завршило ова видео. Патешествие и се надевам дека ќе успееме да го направиме. Мене вака ми изгледа многу возможно, но ќе треба мала организација и помош од сите луѓе што ќе учествуваат во овој проект. Некаде околу 26 луѓе треба за тоа, 6 возила, 3 екипи за снимање и така натаму. Чекај, кажи ми, дали се превуат рандом луѓе кои сакаат негде се плаќа како иде шо иде, или буквално вие од вашето здружение вие си го терате тоа? Ние имаме луѓе што се членови на аероклубот и за вакви некои проекти ги користиме нив. Тоа е се што интерно, да. Така да, мислам, полесно ми е да побарам помош за вакво нешто од клубски другар, отколку од некој што не знае што се случува, па да го учиме понатаму. А овие точно знаат во целиот тој процес што може да се случи. Точно знам кој каде ќе стои за да биде полесно. Некој на шар планина ќе ставиме човек што знае да го намести параглайдерот за да може веднаш да полеташ. Во Охридско езеро ќе ставиме човек што знае да намести опремата за нуркање, боците, леците и сите тие работи, за да може да веднаш без да губам време само го ставам и влезам во езерото. Така да ова е проект што ќе го тераме со нашите другари, меѓутоа за да се направи еден ваков проект потребни се финансиски средства и тоа сега во моментов е потешкиот дел да ги најдеме спонзорите кои ќе видат интерес во ова, бидејќи во целиот тој процес не се само адреналинските спортови, него и убавините на Македонија ќе биде представена и можеби некои производи ако дадат кеш. Тоа е добра идеја. Меѓу другото, морам да го поздравам во прилика професорот Слободан Таневски, ми кажа дека бил еден од вашите професори, ве учел и он ве препорача. Фала. Да му го ние Фифи го викаме, многу добар падобранец и ми беше професор и во средно. Пракса ми предаваше и имаше на крајот на 4-та година јас не одев на школа, затоа што имаше скокови и баталив образованието, бидејќи и така бев одличен. И последните 2 месеци не одев во школа, а таму им кажував дека сум се повредил. И сега сите му се доаѓа он на аеродром и гледа скокаме. И вика, колегите мои, душава ми извадија. Цело време ми зборат, јас сум те натерал да скокаш, а ти се ете повреден, а ќе дојдам овдека те гледам, скокаме заедно и така ќе те кажам. Не ме кажа никогаш, ама и така беше преќутно дека немаше потреба тие 2 месеци во 4-та година да ги одам у школа, бидејќи така сум бил одличен цело време. Имам слушното муебе дека можно е дека некој од Македонија летачи, да ве кажам летачи, успеал од Скопје со параглайдер да стигне до Охрид. Навистина ли е ова возможно? Дали може би вие тоа сте? Не, тоа е ако те фата струите или како иде? Антракс, Игор. Тоа пред многу време полета од Охрид и полета од Водно и слета во Охрид. Меѓутоа, такви дистанци во Македонија Игор Антракс беше првиот што го направи тоа.
Меѓутоа Македонија е место каде што такви дистанци лесно се постигнуваат. Значи имаме толку поволни ветришта, не од Скопје до Охрид, како тоа е интересно не само како километража, него интересно е дека треба да префрлиш неколку масиви планински за да може да се закачиш на тој последниот за да си слеташ во Охрид. Значи има Тешко е тоа? Тешко е, да. Тешко е и тоа е секојаш луѓето што летаат крос кантри се вика таа дисциплина, освен за летањето мора многу добро да познаваат микро метеорологијата, значи каде дига, каде е ветрот, од каде ветрот доаѓа, преку кое ричче може да се закачи, за да може што е подолго време да остане во воздух. И за тоа треба многу добар летачки ден за да се направи. Иначе Македонија е место каде што да, секако. Секој убав ден го користиме за да може да полетаме глајдери и токму тоа да го направиме што е можно подалеку да отидеме бидејќи знаеш како е тоа кога ќе полеташ со цел да направиш дистанца, мозокот размислува 200 на саат. Значи сите параметри околу тебе ја гледаш конфигурацијата на теренот, ветерот, боите околу тебе, каде може да има дигање, каде може да има спуштање, во кој правец да се и тоа размислување всушност е интересно. Добро, Јане, види, може малку да ни опишеш мене, например, ме интересира што правите кога ќе слетате покрај еден таков лет, например, дали сте уморни, дали јадете, дали спиете, например, дали 2 дена ништо со никого муавет не правите, што ви се врте во главите? Не, значи вака тоа прво цело летање, секое летање е под дејство на адреналин. И потоа кога ќе слеташ нема за запирање, значи тука мора да си со луѓе, мора да исфрлиш адреналинот од себе. Најчесто после летање идеме, бидејќи нели сме отишле рано, цел ден ово оно и не јадеме долго до поручек и после летање најчесто во некоја локална кафана кај што сме слетале ги пробуваме локалните специјалитети. Така. Тоа го правиме и се дружиме. Тоа е исто убаво дружење и летањето на параглајдери е во основа едно убаво дружење со прекрасни луѓе. Велиш дека гледаме што подолго, да летаме што подалеку и после кој ве собира по таму од кај што ќе слетате, например, не планираме. Најчесто нашите животни со патнички мора да имаат возачка дозвола. Се шегувам. Не, се организираме како клуб, еден дента нема да лета, ќе иде со кола, ќе ги собира, ќе се жртвуе за да може другите да летаат, ама тоа е да речеме не е проблем. Значи ако денеска е еден, утре е друг, така да се снаоѓаме. Скопје Охрид далеку е, мислам, за колку време се стига вака со летање? Со што? Со летање на што? Параглајдер, например. Не мислам за авион. За параглајдер можеби ќе треба 6-7 сати. 6-7 сати. Да. А за авион, зависи со кој авион, со Цесна некаде околу сати 10, со ултралесен сати 20, ама идеш на низ предели, значи не одиш директна линија за да не дигаме директно преку Солунска глава, затоа што меѓу Скопје и Охрид е Солунска глава. И ќе ја заобиколиш, нема да идеш права воздушна линија, него ќе ја заобиколиш. Убавината па на пример во летањето на авиони е тоа што може да одиш и да гледаш од воздух предели кои се прекрасни во Македонија. Значи ние не одиме да летаме високо со тие авиони, него одиме да летаме што е можно пониско, за да што е можно поубаво видиме, со тоа што висината мора да биде безбедна. Значи моментите кога леташ со авион низ Македонија е секогаш гледаш
колку е убава природата, колку се убави реки, планини, меѓутоа секогаш гледаш и некоја алтернативна нива за алтернативно слетување ако нешто се случи лошо со авионот да може да слеташ. Мене во животов никогаш не има многу сати прелетано, никогаш не ми се случила нека хаварија да се срушам со авион или нешто да направам со авионот. У било кое летање, дури и како падобранец, бидејќи за тоа треба авион, и кога летам сам со авион не ми се случила никаков поголем проблем. Каде што животот загрижувачки да речеме. Таму во авионот нешто да. Во авионот да ти се случи некоја нешто. Во авионот не може, тоа е тврда при градба. скокање мислам. При скокање па може да не ти се отвори, да не ти се отвори падобранот може. Затоа имаш резервен падобран. Може лошо време да ти го затвори параглайдерот, затоа имаш два резервни падобрани. Значи можности да се случи нешто во летањето има секогаш. Но со добар тренинг и добро одржување на опремата се избегнуваат тие можности. Значи јас ако било што да се случи во делот со падобранот, ако знаеш што да направиш, ќе се извадиш. Значи, да, летањето има повисоко ниво на ризик, меѓутоа ако го научиш убаво, ризикот го минимизираш. А од друга страна, па задоволството е многу пати поголемо отколку што е, да речеме, стравот од сето тоа дека ќе се случи нешто и нема. Можам да замислам. Ја имам отворено неколку резерви. Резервниот падобран е исто падобран и го дава истото уживање како и главниот падобран. Така да отварањето на резерва не е добро, кои се причините да не се отвори главниот например падобран? 90% е лошо пакување. Понекогаш во едно минато имавме некои стари падобрани. Едната резерва ми беше тоа што се распадна падобранот во воздух. Во воздух? Се искина, да, беше премногу стар. Но што што ти речеш? Ништо си го отфрлаш и си отвараш резерва, нели? Друг пат другата резерва што ми беше заплеткано пилот падобранчето. Како го отвараш го сечеш со нож? Не, има систем за отфрлање. Да, има, да, меѓутоа има систем за отфрлање на падобранот, сите падобрани. Ќе треба малку и тоа да го подобјаснам. Не можеш да отвориш резервниот падобран без да го отфрлиш главниот падобран. Затоа што имаат иста должина на конопци и постои можност да се сплеткаат. Сплеткувањето значи дека више немаш ништо во животов. И тука го завршуваш животот. Но, ако го отврдиш главниот падобран, отварањето на резерва е лесно и добиваш уште еден падобран со кој може да си слеташ. Така да не е ништо страшно. Но треба да го отфрлиш прво главниот. И има таков систем за отфрлање, едно меко перниче кое го повлекуваш и главниот падобран се одвојува и си оди. И после го отвараш резервниот падобран. Ако го направиш тоа како што треба, опасноста не е голема. Ја таман мислам дека ме научи све да почнам да летам ја од утре, ова било виша математика. Виша математика, ама лесно се учи, знаеш? Сокорството многу лесно, уствари кога ќе видат како е ова, чеке, ова книги има напишано, не е тоа така. Да, не. Лесно, можеби лесно, но вака делува дека е страшно. Да бидам искрен, делува многу тешко некако. Знаеш како, или го сакаш или не го сакаш, нема. Така, ако го сакаш нешто, ќе го научиш. Да, ако го сакаш, доаѓаш, учиш. Убавото е што кај нас, па, например, има место кај што може да го научиш. Да. Единствен падобрански клуб, односно единствен клуб кој организира падобрански обуки во Македонија е Аероклубот Скопје. Нема други клубови, изумреа. Мене ме интересира параглайдерство. Параглайдерство има повеќе клубови. Имаме ние многу добри параглайдеристи со многу големи успеси и тоа е една дисциплина која цвета во Македонија. И ти си лета со тоа? Да, летам и со параглайдер, да. Но мене ми е тоа туризам. А кажи ми, едрилица, дали е тоа она што е како буквата В? Не, тоа е делтаплан. Делтаплан. И такви имаме добри.
но тоа како дисциплина малце умира во Македонија затоа што па е потешко. Ме свати, мислам дека Да, се змај го викаат. Змај, ете. Да, змај, народски змај го викаат, делтаплан се вика. Тоа е исто убава дисциплина пред параглайдерите да ги измислат, меѓутоа гледам и овие луѓе што летаат делтаплани порано, почнаа да летаат параглайдери, бидејќи параглайдерот е еден символ на слобода. Го ставаш во ранец, го ставаш на грб, си одиш и си леташ. За да може да леташ авион, ти треба аеродром, ти треба авион, ти треба луѓе што ќе го прегледуваат авионот, механичари, бензинот да биде посебен. Ако сакаш едрилица да леташ, тоа е авион без мотор, ти треба уште еден авион што ќе повлече, ти треба змај или делтаплан, ти треба специјално возило кој ќе го однесеш на старт змајот и така натаму. Глајдерот е во една торба, го ставаш на грб, си одиш, дури сега се многу популарни hike and fly се вика тоа. Луѓето направи едни параглайдери кои се многу лесни и го ставаат во склоп на ранец и тој си трга како планинар, иде на хајк, наоѓа убаво место за полетување, полетува и така се движи каде сака, во кој правец сака и не се враќа со денови. Иде, се качува на брдо, полетува, слетува, се качува, полетува, слетува. Најдолг лет, со што имаш освен авион, сега да не збориме за авион, ама најдолг лет вака од прилика, кој ти може да ти понуди? За параглайдерот или? Параглайдер, да. Така? Да, најдолго имам летано со параглайдер, бидејќи подобранот е дизајниран за да те слета безбедно и прецизно. За овие делтаплан, како што ги спомна, дали они може би летаат долго? Може, тие летаат подолго. Тие тие имаат, тоа е малтене тврдо крило и е многу побрзо. И затоа и на нив им треба па и место за слетување кое е малце со поголемо место за слетување, за да може да слетаат. Малце местото за залетување од каде што полетуваат да биде по некакви норми. И затоа мислам дека бидејќи имаше една полесна алтернатива у параглайдер, луѓето повеќе се ориентира. Па мислам дека е. Повеќе ризик има во параглайдерот. Затоа што параглайдерот е нешто што може да ти се склопи во воздух и да да немаш. А тука не. А ова немаш, ова е тврд. Ама тешко е па за носење. Од друга страна делтапланот. Види, си има предности и едното и другото. И сега гледам дека малце луѓе во поише сакаат параглайдери, се ориентираа поише на параглайдери, иако има луѓе што летаат и делтаплани. Тоа е. Ти во Македонија можеби си единствен кој си летал својата мајка на незино 70 годишен роден ден. Може да ни кажеш нешто повеќе за тоа искуство ти? Одамна беше тоа, види сега тоа, сега наполни 77 години. Жива и здрава. И сака истото повторно да го направиме и еве ги кројам сите коцки, ги направам за да може да го направиме повторно тоа. Таа сакаше да проба што тоа јас цел живот зборам колку е убаво и прекрасно и мислам дека не се разочара затоа што на слетување го кажа тоа дека само ми е жал што не се обидов ово да го направам порано. И еве сега на 77 после толку години она цело време сака ја не го избегнувам, ама некако. Зашто се плашиш или? Не е за стравот, меѓутоа скокна еднашка, сега шо уште еднашка, ама еве гледам желбата не и престанува и ќе го направиме повторно и желба пак е за овој повторно јубилеен роден ден 77 да скокне и ќе го направиме тоа. Добро, Јане, кажи ми покрај за свој потреби летањето го користите и за други потреби, можам да кажам, еве како вакцинирање на лисици, како на кој начин тоа го правите? Има аероклубот Скопје има комерцијален дел. Комерцијален дел. Да, кој се занимава со неколку работи. Една од тие работи е и вакцинирањето на лисици. Тоа е фрлање на едно колаче во кое се наоѓа вакцината против беснило и лисицата е на 2 километра може да го намириса тоа колаченце и да дојде и да го грицне и тогаш се вакцинира
и бидејќи лисиците ги земаат како едно од најопасните животни за пренесување на беснило од нив на домашните животни, од домашните животни на човекот, а беснило е една од страшните болести за човекот. Нема лек, се умира во Ако те касне? големи маки, да. Болен од беснило е нема лек и умираш во најголеми маки, тоа е беснилото. А Дали ве помага цел државата процес- можеби за сето тоа, бидејќи вие сте полезни? државата, тоест во минатото тоа беше проект на Европска унија во сите земји околни. Тие го работеа 10 години тоа за да се потисне беснилото кај животните и цела овој југоисточна Европа лета луѓе, клубови како нас лета и фрлаа такви вакцини за да може да го уништат беснилото. И после 10 години требаше државата да продолжи да си го да го прави тоа. Меѓутоа еве Македонија се уште не продолжила и затоа ние веќе неколку години не го работиме тоа. Сме работеле во регионот, во Албанија, во Косово, во Црна Гора, Ве викаат и Македонија таму, не викаат да за и таму да го правиме тоа. И тоа е едно покрај тоа што правиш една хумана работа, односно помагаш при уништувањето на беснилото, ги запознаваш од високо не само твојата земја, него и околните земји и гледаш колку се убави, затоа што од воздухот Македонија изгледа прекрасно. Кога ќе дојдеш малце пониско, не е баш така, бидејќи видиш дека реките имат пластични шишиња, дека покрај патот имаат фрлено мебел, ќе видиш дека во езерото фрлиле WC шолја и така натаму и така натаму. Ние како клуб имаме учествувано во многу акции вакви за чистење, не само за нашата средина, него и подводно чистење, така да секоја година одиме со еден струшки нуркачки клуб, пријателски расположен спрема нас, не покануваат да одиме и да го чистиме езерото и секоја година идеме да го правиме тоа. Морам да признам дека после неколку чистења, и ше трето беше оваа година, се помалку и помалку ѓубри има во езерото, меѓутоа првите години какви работи имам извадено таму не можам да ти објаснам. И сега убавото муабетот ми беше за колку ни е убава земјата и помина во една друга болка што ја имаме сите, е тоа дека не си ја чуваме земјата. Значи тоа е најголема болка која ќе видиш фрлено шише покрај патот и знаеш дека тоа не дошол некој од некаде да го фрли, него некој наш сограѓанин го направил тоа. И боли тоа дека не разбираат луѓето колку ни е убава оваа Македонија. Свест нема, свест. Не знам дали може свест да има, тоа е проблемот. Ако ти толку не си ја чуваш тоа што е твое, тогаш што правиш за другото, така? И не само шише, него се фрлат и Значи, смоки и фрлат све. иста работа. И ѓубрето да се фрли покрај реката. Ја не знам што толку многу сакаат да На да го- годне се река, кај да годнес? Каде? Кај нас. Неверојатно е колку не си ја сакаме. Ја тоа го мислам дека ние не си ја сакаме земјата. А имаме, навистина, сум видел со своји очи дека имаме прекрасна земја. Горе си се среќавал ли, например, со орли, со соколи, со нешто такво? Си Имам видел ли летано- некоја ситуација, Имам летано параглайдер, лов нешто? параглайдер со орел во накај Нерези, кога од водно полетав накај Нерези, тој ме пратеше само и леташе покрај мене, влеговме во исти ступ. Таму има едно гнездо. Да, Да. Да, тука бе. Баш тука. и летавме бидејќи и орлите ја користат термички ступови Да. за да ја одржуваат И вртат висината кругови. и вртат кругови. Летавме во исти ступ и вака само ме меркаше од таа страна. Јас го меркав од оваа страна, викам не знам што ќе направи сега оваа птичурина. Но беше интересно Далеку бев? да бидеш дел од орел си тогаш. Исто е како тој и ти си леташ и е многу интересно тоа чувство. Иначе гледам некои видеа, има еден параглайдерист што има
орел мислам дека има и е негов и он кога ќе полета и заедно си летаат и тој Каде е то? Во Македонија? Не во Македонија, во странство. Значи сакам да ти кажам ти да си набавиш еден орел и да си набавиш параглайдер, да научиш да леташ и да си летате заедно со орелот, бидејќи знаеш како е кај него, он полетува и ја пружа раката, тој доаѓа до него, му застанува на нога, ќе се повозат заедно, пак иде ќе сврти кругче, па пак ќе се врати ќе полета. Јас истото тоа го имам гледано само со мојот јастреб Хари, тој е американски пустински јастреб во Америка некаде, човек така лета само со јастреб. А може јас тоа видено исто. Види мене јастреб и орел. А орелот и јастребот се малку се слични, само што орелот е 3 пати поголем. Да. Некој се први братучели. Може и јастреб да беше. Можно е. Ако истото видео. Може за истиот да збориме. Да. Само што тоа е малку мене ми понудиле у Охрид да го направиме тоа, но јас одбив, ми е малку страх заради тоа што постои некој ризик, поготоа кај јастреб што не е учен на сето тоа, ќе забега тоа горе у тие жици, у тие врвки, у тие ќе отиде јавана. Така да ми е страв да не го повлече. За тебе или за јастребот? Зашо ти е страв? За јастребот. Да, добро. Љубов. Ме разбираш? Да, те разбирам скроз. Кажи ми, Јане, дали постои некоја старосна граница, например, што треба да поседува еден човек за да стане параглайдерист? Нема старосна граница, се додека физички се или чувствува. падобранец. Падобранец, окей, еве вака. Сега му направивме роден ден вчера поточно на пријател кој почна да скока на 58 години и вчера 60 години полнеше. Значи тој почна да скока на 58 години. Значи нема старосна граница, треба само физички да бидеш доволно здрав да ги исполниш нормите на воздухопловна медицина за да може да се занимаваш со тоа. Има луѓе кои и постари почнуваат да се занимаваат со тоа и нема. Стварно нема старосна граница. Желба само треба и так. лекарско да си завршиш. Така. Колку пати неделно, месечно се скока, како иде тоа, буквално кога човек сака или? Кога сакаме, значи мора да има повеќе луѓе што сакаат за да може да се наполни се авионот. јавуваш некаде, дозвола мора да имаш. Да, значи ние имаме на како функционира падобранството. Имаме една голема група падобранска се вика. И пишуваме кој сака утре да скока и се јавуваат. Ако се јави доволен број, авионот е на аеродром, пилотот е секогаш спремен и можеме да си скокаме. Значи така функционира тој дел, освен ако немаме некои семинари и обуки што се поврзани со безбедноста, поврзани со да, правиме и такви обуки, семинари, дали некакви лиценци. Да. Правиме обуки за почетници падобранци секоја година. Оваа година 12 луѓе започнаа да скокаат и сега во септември бидејќи има интерес голем, во септември ќе направиме уште една почетничка обука за нови падобранци. У меѓувреме правиме обуки што се во делот на безбедноста, значи најчесто откако ќе заврши зимото, во пролет се собираме и правиме safety day се вика тоа. Значи повторуваат сите бидејќи зимскиот сон малце ги подзаборавиле како изгледа тоа скокањето, мора да ги обноват знаењата за да може да си продолжат со сезоната. Во зима не се скока веројатно. Во зима може да се скока, нема некои ограничувања, ама е ладно и ние ова го правиме за уживање. Горе е уште одоле? Да. Значи на секои 1000 метри 6 степени паѓа температурата. Значи доле ако е да речеме 18 степени, на 3000 метри е 0. И таа температурната разлика е тоа што нашиот организам го чувствува. Така да и спомнавме обуки, за кои категории се имате обуки? Покрај пилоти, покрај параглайдеристи. Имаме во клубот кај нас постојат обуки за падобранство, едриличарство, има параглайдерство, има ултралесни и има PPL и тоа е за генерална авиација за пилоти, приватна дозвола за пилот се вика тоа.
Овие школи ги негуваме, за почетници да може да почнат да учат во сите овие дисциплини, и имаме за моделари, и тоа е една менторска школа каде што наши постари членови го предаваат своето знаење на помлади членови и они се договараат повеќе менторски отколку да организираат. Авиони прават скици, авиони, да. Прават радиокомандувани авиони, тоа се оние мали авиони што и ги летаат со контроли. Исто така спомне ултралесни, мислам дека. Да, ултралесни. Што е тоа, например? Тоа е исто авион со тоа што е во категорија до 600 килограми. Целиот е полесен од другите. Например, као за споредба ќе направиме, ако авион Цесна од General Aviation. Така. Ако Цесна е колата, ултралесното е моторот. Значи може само двајца да летаат во тој ограничен си на двајца во авион да имаш. Се продава во Македонија авион, например. Да, има многу луѓе си имаат купено приватни авиони, си ги летаат и си уживаат во тоа. Има ултралесни многу што летаат. Тоа е. Јас гледам над Волково постојано лета авион некој. Тука и постојано лета затоа што школскиот круг за слетување на Стенковец поминува таму. Нема друг начин како да се слета. Со какви се летала располага вашиот аероклуб Скопје? Па имаме овие летала со кои прскаме комарци. И прскате комарци. Да, значи од комерцијалните не гледаш да не успеавме да го докажеме, значи има неколку работи што комерцијално ги работиме покрај лисиците. Имаме прскаме за комарци, значи имаме 3 авиони партенавии кои прскаат комарци. Оваа година прскавме во повеќе градови, порано прскавме само Скопје. Оваа година почнавме и Велес, Кочани. Градот ве повикува? Да, општината не повикува за да ги решиме комарците и ние тоа го правиме успешно, кажуваат. Еве оваа година Скопјани се фалат дека нема конаци. Да. Третата работа која комерцијално ја работивме порано е на англиски тоа weather modification, модификација на време за сејување на облаци. Тоа е една постапка каде што облаците од кои може град да падне, ги засејуваме со сребреодит и тие почнуваат, тоа е аеросол, прави капка, почнува да врне и бидејќи не може да замрзне, нема доволно влага за да замрзне, од тој облак нема град да падне. И тоа го работевме неколку години, успешно. Ќе продолжиме и понатаму. Се надевам држава ќе го препознае тоа како решение против овие кумулонимбуси кои го уништуваат родот. Целиот тој систем беше така направен да има 3 метеорадари во Македонија кои се поставени во триаголник: ѓурище, Тополчани и Пожар. И тие даваат информации за сите облаци што се во Македонија, што влегуваат, од каде влегуваат. Ја мерат густината на облакот, со тоа знаат колку вода имаат и имаат информација за температурата. И тие може неколку сати пред да се случи врнењето, да предвидат дека тој облак ќе почне град да лупа и за тоа време ние стартуваме со авиони, доаѓаме под облакот, во делот каде што облаците шмукуваат, го испуштаме сребреодитот и тој облак почнува да врне и се растура. Сега ќе речат, ама што правите вие, го менувате времето? Тоа е еден принцип на работа што постоил секогаш, што од стара Југославија градобийни ракети имаше во многу области низ Македонија, каде што се пукаше со таква ракета од земја. Но не, тоа е корисно. Тоа е например корисно. Еве, јас би запрашал сега, баш ми е мило што го спомнавте се ова. Тогаш каде било, не знам, државата ли, зашто стана поплавата, зашто загинаа невини луѓе, знаете за кој поплава, кажа на обиколница, толку. Зарем не можело да се предвиди како што вие го спомнавте се ова? Да, можело, не можело. Знаеш како е тоа со природата, ние
цело време веруваме дека сме ја освоиле и сме ја научиле, меѓутоа таа секогаш ни дава контрааргументи дека не е така. Стајковци беше доказ за тоа и не е проблемот не е само во предвидувањето таму дали можеле или не можеле да предвидат. Проблемот е тоа што е исечена цела шума на Скопска Црна Гора. Да. Шумата ја задржува водата. Таа тргна толку нагло надоле да не можеше. Друг проблем е што обиколницата направи природна бариера. И еден од поголемите проблеми е тоа што луѓето си ги беа изградиле куќите во место што се вика блатиште. Значи место кое природата си го одредила за да го собира вишок од вода. Сега во нормалното урбанистичко планирање никој не би дал дозвола за градење на куќа на такво место. Така да се кажа. Тоа е Добро, не е само предвидувањето, него има многу работи што може да се. Јане исто така би сакал да те запрашам, можеме ли конечно да разрешиме една дилема што е повеќе деценичка, можам да кажам, а тоа е обично меѓу народот ваде едно мислење кои велат не запрашуваат, не трујат, не постои ли се тоа еве од прва рака те прашувам, кажи дали пуштаат авиони, отрови, објасни се околу сево. Види, ако и кој го прави тоа? Мене ми е смешно тоа тврдење. Има таква теза, значи. Бидејќи за да отруеш некого, да користиш авион е многу сложена и скапа операција, каде што инволвира многу луѓе и тие информации би процуриле нели низ ова. Тоа е едното. Второ е најубаво пред маркет стави бесплатен примерок на бомбончиња и ќе ги отруеш така луѓето. не ти треба авион да дигаш. Не, авионите него нема тоа како прскаат, тоа е така бева. апсурд. Нема такво ништо, не постои. Многу скапа операција за да може тоа да се распрска. Има поевтини начини како да се направи тоа. И нема зошто. Нема прскање. Никој никогаш не побарал, не мора да се спомне име никој од вас да се затруе народот. Не. Значи па ние не би го не направиле. Зошто? Види, луѓе во кои ќе кажат со какво средство ги прскате комарците. И тоа е добро со. Дали е опасно, не е опасно за луѓето. Ние користиме средство кое Бајер го произведуваше, едно од најдобрите средства на пазарот што е тоа. Дупло е поскапо од второто средство што е добро. И го користиме само тоа средство бидејќи работи на еден принцип за да ги привлече само мувите и комарците за да го грицнат тој микро меурче што го распостелуваме со авионите. Значи како иде принципот, има едни микронери кои го распрскуваат сите и прават мали капки на секаде низ градов. Таа капка е привлечена само од комарци и од муви, само тие ја каснуваат. Производителот тврди дека и пчелите не мора да се собираат кога се прави тоа, бидејќи па тоа е одбивно за пчелата, не сака да го отровот, затоа што ги привлекува само мувите и доказ за тоа колку е добро средството е тоа дека ни се вратија светулките во Скопје. Не знам дали забележуваш. Години немавме, откако почна ова средство да се користи пред 7 години, мислам, од прилика дека е. Веќе природата ги врати на водно, покрај Кеј, таму кај што Лепенец влегува, има светулки, навистина многу светулки, што покажува дека е корисно за другите. А средството што го користиле во минатото, за тоа не можам да дискутирам, бидејќи од тоа средство и мали врапчиња умирале. Така. 2023 година славите 100 години на вашиот клуб, 1912 година. 23-та. 100 години? Да. 1923 е основан клубот. Аероклуб Скопје, као дел од еден југословенски клуб. Така. Кажи ми, опиши ми го што се случуваше на вашиот роден, кој се беше и така натака, со какви се леташе таму. Направивме
еден голем аеромитинг, сакавме да го направиме најголемиот и успеавме во тоа. 63 различни летала дојдоа да не испочитуваат на нашата 100 годишнина. Имавте место за се. Имавме и за повеќе, но 63 дојдоа. Покрај војската наша, војската на Србија, дојдоа србите со авиони. Имавме пилоти од Red Bull, имавме пилоти од Чешка, пилоти, значи од секаде наши пилоти од цела Македонија, пријатели од различни клубови во регионот, дојдоа да го прославиме. Тој навистина значаен ден за нас. Еве сега 102 години имаме. Но 100 годишнина е нешто што покажува дека традицијата во воздухопловството во Македонија е голема. Значи ние имаме многу добри летачи, многу големи успеси низ целија овие 100 години. И сега тогаш кога го прославувавме цело тоа, и јас малце повеќе навлегов во делот на историјата, нели, на клубот, што се случувало, кои години, чисто за да можам да разберам, и увидов дека покрај тоа што е убаво што сме имале такви великани во воздухопловството, и е голем притисок дека ние сега треба да бидеме уште поголеми за да можеме да се мериме со тие великани. Така да имаме желба да направиме повеќе подвизи за да како што е меѓународни надпревари, на пример. Одиме, да. Одиме. Креираме кадар кој се надпреварува на различни надпревари во различни дисциплини, ама сето тоа е малце трудно. Кога се во делот со финансиите, воздухопловството е многу скап спорт и секогаш недостасуваат средства за да бидеме подобри. Секогаш викаш да имав уште 10 скока плюс, или уште 50 скока, или уште 2 сати летање плюс, ќе бев подобар. Ама не сме така лоши. Значи секогаш каскаме кога сме во прашање, кога ни прашање државата во однос на финанси, за се во вас. Си размислувал некогаш? Државата сега направи еден потек кој од основањето на Македонија до ден денешен не се случил, е тоа да поддржи нешто во воздухопловството. Значи направи конкурс за луѓе да се пријавуваат за да може да бидат пилоти, парагледаристи, падобранци во сите дисциплини воздухопловни, да може да им плати 50%, субвенции 50% на обуката што ќе имаат. И да нешто се вложи во воздухопловството е за прв пат и за поздрав. А обуката може да спомнеме за сите оние што сакаат колку кошта, кој е, ако не е тајна, веројатно не е тајна. Нема тајни, тоа е цената е таа. Например, обука за пилот би чинела меѓу 9 и 10.000 евра. До дозвола зборам. Разликата не може никогаш да биде точна, затоа што до дозвола треба да исполниш одредени елементи на летање, да ги совладаш елементите на летање. Со која брзина ги совладуваш елементите на летање, од тебе зависи. И со кој нормално и од инструкторот, не е само од ученикот, нели? Ако имаш добар инструктор и ти си добар, ќе ги совладаш побрзо елементите на летање. Ова се минимумот сати кои се потребни, 48 сати чинам беа според програмата. Се минимум потребни сати, меѓутоа не застануваат на 48, додека не научиш. Така. И затоа е меѓу 9 и 10. Исто е и за ултралесните авиони, мислам дека 3200 евра беше обуката, плюс ако ти треба додатни сати и така натаму. Во падобранството е околу 2000, со тоа што парагледарист зависи, таму има, не е вака како цела округ, имаш за обуката, мислам дека е 400-500 евра, зависи од клубот, и плюс за да отидеш ти треба возило, ти треба, и тоа исто додатно се собираат пари за да може да се плата, така да цела цифра не знам колку е. Едриличарство
2800 мислам дека беше за едрилици да може да научат до дозвола и така натаму и така натаму. Но види, се во ова, еве јас си го спојувам нормално се со соколарството, јас си спојувам. Дури и сум подарил птица како што треба, издресирана се. Ако на некој нешто му подариш, тоа не знае да го цени. Ако некој нештото си го купи, посебно ако е поскапо, точно ќе знае за што стана збор и да го цени, и ако некој е спремен веќе да плати толку пари, значи тој нема да се откаже утре. Ако му подариш, само си му направил лоша услуга и тој ќе се откаже за 2 дена. Тоа е некој мој став. Така. Веројатно така е, не. Јане, ти си размислил некој да се откажеш на пример од себе ова? Да кажеш доста е, веќе не можам или. Па, мислам дека ќе се откажам некои 3 месеци откако ќе умрам. Ќе се откажам од сето ова. Не, верувам дека во некаков капацитет секогаш ќе бидам поврзан со летањето и со воздухопловството. Се надевам дека и како инструктор и како организатор на овие активности, кога веќе нема да може да се свиткам за да си ги врзам патиките и ќе престанам да скокам, ќе можам да помагам со моето искуство животно за клубот, бидејќи јас во тој клуб сум од 16 години и немам живот надвор од тој клуб, така да во мојот живот тоа е клубот, Аероклуб Скопје. Голема љубов, со голема љубов ни раскажуваше цел подкаст, стварно човек просто да го засака само од нашиот разговор летањето. Ти благодарам многу од срце што ни беше денеска гостин, се надам дека се помина добро, па зошто да не ни дојдеш и повторно. Фала за поканата, можеби друг пат ќе зборуваме за некои други теми. Малце подготвен ќе дојдам. Добар беше. Јане, ти благодарам стварно и секој добро. Благодарам на вас. Драги гледачи, тоа беше Јане, пилот, ја го нареков пилот, он сака да се каже падобранец, да. Падобранец. Имајте убав ден и доколку ви се допадна овој подкаст, знаете дека треба да стиснете лайк, да го споделите ова видео како би допрало до што поголем број на луѓе и се гледаме нареден подкаст.